Овие три генерации артисти, едни од првите чекори на музичката сцена ги направиле во Младинскиот културен центар Скопје. Мизар во 80-тите, Супер Хикс во 90-тите, а најмладата Дина Јашари пред само 3 години. Фронтменот на Мизар, кој својата прва свирка е имал на 15 години во МКЦ, тогашен дом на млади 25 мај, вели дека оваа институција за него значала бун. Мене, например, 80-тите години, МКЦ беше место каде се рушеше тоталитарниот и полициски систем на една држава. Последните 30 години со многу послаб интензитет. Првиот човек на Супер Хикс, дел од спомените од МКЦ, ги има сочувано во дневник. И овде ми е забележана, Динче, првиот концерт ми е забележана Ляш Панкерсунду. И од ги поп трзалици. Тој стравува дека ако се продлавачат проблемите во МКЦ, најзагрузени ќе бидат младите артисти. Се плашам дека ако згасне овој простор или нешто му се случи, дека турбофолкот кој што и онака не прегази, и она турбофолк цунами кој што не се случува последната декада ќе не покрие тотално и ќе станеме земја која што воопшто нема урбани содржини повеќе. Ова е единственото место каде што се свири авторска музика и што дава можност и мотивација на младите да се изразуваат како што сакаат. Младите артисти стравуваат дека МКЦ ќе трпи поради буџетските математики. Вработените се жалат дека градот годинава им доделил рекордно најмалку пари за настапи. Градоначалничката Данила Арсовска пак тврди дека пари за култура има исто како и лани. Во делот на културата, за разлика од сите други единици на локалната самоуправа, за разлика од тоа што го имаме можеби и од централната власт во градот Скопје, скоро никаква разлика нема во вкупниот износ кој што е посветен на културата и културните збеднувања. Освен проблемот со парите, младите стравуваат и од новото раководство. Арсовска за директор постави детектив без искуство во културата и најави нов конкурс. Во моментов, градот прави ревизија во институцијата. Сите ова носи многу стравови за сите генерации кои младоста ја поминаа во МКЦ. Ова се картите од последните 30 на години од концерти кои сум ги посетил во МКЦ. 30 години на мое формирање во секаков поглед. Младинскиот културен центар како институција дефинитивно ми значи многу, затоа што е едно од жариштата каде што човек може да се посвети на оно што го сака, а тоа е музиката, театарот, литературата, ликовната уметност и сето оно што значи културно живење на овој град. За актерката Симона Спировска, која детството и младоста ја поминала во МКЦ, вели дека го гледа како единствен дом на независната културна сцена. Постои неудобност во позицијата која ни се наметнува. Наместо да разговараме за развивање и за спроведување на културни политики, ние треба да се справуваме со нечии политички и партиски ветувања. И мислам дека тоа е една од причините заради која што па и не знаеме како се реагира на ова. Младите со протести им се спротиставија на градските власти и најавите за промени во институцијата. Свите викамо ни фали љубов, фали чудно е што никој стварно не сака.